Пред некој ден читав интервју со Дарко Рундек, легендарниот Дарко Рундек, во кој што новинарот му поставува прашање колку е тешко да промениме навики. И новинарот е перцептивен. Не само колку е тешко јас и ти да промениме навики или колку е тешко Рундек да промени навики, туку колку е тешко да промениме навики со оглед на тоа дека светот е страшно брз, страшно забрзан во своите процеси, во своето живење и особено имајќи го предвид она што значи, она што ни го покажа всушност документарецот The Social Dilemma, во кој што луѓе кои што работеле за најголемите компании од типот на Google или Facebook или Twitter зборуваат за нивното искуство и перцепција за процесите во тие компании преку кои што тие реално имаат директен, како да кажам, пристап прво до нашите животи, а второ со самиот тој директен пристап тие ги менуваат нашите навики и вредности ден по ден, чекор по чекор. И ќе кажам, ќе спомнам една навика, и тоа беше многу добра илустрација, вика, едно нешто на било која ова социјална мрежа да не научи да го активно користиме палецот, значи цело време да идеме на рефреш или во инбокс, рефреш, за да бидеме цело време апдейтирани. И со самото апдейтирање ние сме изложени на нови информации, тие информации се импулси и тие импулси понатаму ќе ни зборуваат, односно ќе не формираат на начини на кои што ни зборува оваа книга, оваа одлична книга. Најтопло ви ја препорачувам, Чарлс Дюхиг, Моќта на навиките. Зошто го правиме она што го правиме во животот и во бизнисот? Значи Чарлс Дюхиг, да не биде само дека црквата цело време нешто вас ви зема, овој пат имате мала пажња од пасторот, имате мала пажња од мене. Ако ни пишете во инбокс и ни ја побарате оваа книга, имам два примерока, сакам да ви ги дадам како подарок што стварно вреди барем двајца плюс луѓе да ја прочитаат и да имаат увиди во навиките, кои што се клучни. Навиките кои што де факто, како што не подсетува Дюхиг, имаат отприлика 40% удел во нашите секојдневни действија. Значи 40% од тоа што јас и ти го правиме во текот на денот потпаѓа под категорија навики, што значи дека се тие автоматизирани действија, низ кои што јас и ти ги имаме низ целиот ден, низ целиот живот. И она што е значено, она што сите ние го знаеме, е дека секако постојат добри и лоши навики. Она што сите така исто го знаеме е дека таквите навики, лошите навики, не се менуваат лесно. Не се менуваат лесно. И сите ние имаме во нашиот живот навика, за кој што ние знаеме, за кој што нашите најблиски знаат, и деструктивен исход од таквите навики. И кога ние ќе почнеме да раскажуваме некаква сторија како дали знаеш што се случи, и сите ние раскажуваме такви нешта по илјадити пат, знаеш што ми се случи, и почнуваме да раскажуваме и нашите најдобри пријатели онака више се поднамрштени затоа што знаат, или ние сме поднамрштени кога ни раскажуваат, знам што ќе се случи на крај, значи нема никакво изненадување. И многу често таквите ситуации во кои што ние сме повторно, за жал, сакаме да се представиме леле жртва сум, што ми се случи, а всушност станува збор за еден циклус, за еден луп во кој што се наоѓаме. Таквите наши приказни завршуваат со појако од мене. Појако од мене. И мислам дека една од најголемите фрустрации во нашиот живот е кога имаме лоша, деструктивна навика која што едноставно е појака од нас. И не знаеме што да ја правиме. Ова што денеска го започнуваме и во контекст на великденските пости е всушност една покана. Јас и ти да малку успориме и јас и ти барем малку да имаме можност да погледнеме во нашиот живот, да идентификуваме нешта кои што се деструктивни за нас и слушајќи ги овие увиди на Чарлс Дюхиг и секако слушајќи ги увидите на Библијата и на христијанската традиција, да си овозможиме, да му дозволиме на Бог во ова време, од сега до Великден, поинтензивно да можеме да доживееме промени таму каде што длабоко знаеме дека најповеќе ни требаат. И ова нешто е всушност суштинско нешто. Верувам дека ако денеска црквата има суштинска задача, ако има суштинска мисија во светот, тоа е токму тоа.
да не научи на будност на нашите животи и уште повеќе на нешто што се нарекува аскеза. Аскеза е еден фин и вака, како да ви кажам, интересен термин, мистичен термин дури, мене ми звучи, кој што сушто значи самоконтрола. Да не научи. Значи, ако постои мисија на црквата, ако постои мисија на црквата денес, тоа треба да биде, аскезата мора да биде клучен дел во неа. Да самата да практикува, значи луѓе кои што се дел од црквата да практикуваат самодисциплина и да повикуваат други луѓе кои што можеби во моментов не се во црквата, ама можеби размислуваат или се отворени или сакаат дополнителни информации и искуство во однос со самодисциплина, да може црквата тоа да го направи. Зошто ова го кажувам? Затоа што станува се поочигледно дека ние сме во еден свет на колизија, во еден свет на судар. Еден свет на судир кој што од една страна го имаме функционирањето на светов вакво каква што е и знаеме дека е неодржливо и многу често знаеме дека е неодржливо на личен план или на план на семејство, на план на цела држава, на план на цела планета. Мој драг пријател, професор по ботаника на Оксфорд, доктор Мартин Ходжсон, веќе со години ми зборуваше дека ако луѓето, ако човештвото, ако корпорациите не ги промениме навиките, дека тоа што се нарекува глобално затоплување, едноставно ќе си го земе својот данок. Значи зборуваме дека навиките не се само ја ќе имам малку подобри навики за да направам малку повеќе пари во живот. Значи оно што сакам да го кажеме дека доколку ние не ги смениме индивидуалните, семејните, глобалните навики, црно и тешко ни се пишува. И како индивидуи, и како планета. И ова што го знаеме дека е неодржливо, ова што го знаеме дека буквално отидовме во такви насоки од кои што се надевам дека ќе може да има враќање како што е тоа глобалното затоплување, одеднаш ни се случува пандемија, ни се случува ковид и ни открива нешто за нас, нешто кое што ние можеби не сме го знаеле или нешто што можеби сме мислеле дека не е воопшто важно, ни покажа на најдиректен начин колку јас и ти, ковид ситуација овде во Македонија, корона ситуација во Македонија, покажа колку јас и ти сме всушност недисциплинирани, колку сме далеку од било каква самодисциплина и колку имаме силни и врежани навики кои што малтене ќе си ги практикуваме, па ако треба и полиција, па ако треба и кривично или што е. Па дури за жал ќе си ги правам моите кефови по цена некого да загрозам, иако знам дека може би имам корона или знам дека сум бил во контакт со лице, па со самото тоа можам да бидам во опасност. Значи колизијата е помеѓу тоа што сите ние како луѓе станавме бахати и станавме жртви на нашите навики и сите ние сме жртви на нашите навики и тоа го знаеме и во исто време немаме дисциплина. Не знаеме, можеби сме изгубиле увид во тоа како истите тие навики можеме да ги промениме. И ова е за мене покана. Значи ова е за мене покана, ова е за вас покана. Овие неколку следни недели да ги проведеме така. Ако не сте започнале со пост, започнете со пост и ќе зборуваме за пост и ќе сакам да зборуваме за неколку клучни христијански аскетски дисциплини, за кои што ве уверувам. Значи ве уверувам од лично искуство. Особено од моето и од нашето семејно травматично болно искуство во изминатава година, дека без тие духовни дисциплини, како што се молитва, како што се да кажеме самотност, може да не ни знаеш што е самотност, може би нагаѓаш, почекај недела 2-3, ќе зборуваме за неколку од нив, тие се клучни за ние да можеме да ги замениме старите навики со нови и во случај на криза ние да бидеме спремни не само да се одржиме на површина туку и да направиме исчекор два наспроти ветрот. И ова е една таква покана. И ова е една таква покана во контекст на една книга во Библијата. Сакам да прочитам еден краток стих од последната книга во Библијата, која што често била, како да кажам, извор на неразбирање, на некакви со право апокалиптични, ама ја би рекол псевдоапокалиптични сценарија.
Книгата Откровение, која што може да не збуни на прва со незините стилски фигури и имагинативен начин на раскажување на иднината, ама оваа цела книга не е напишана за ние да знаеме кој е антихристот и кој е зверот, сето тоа. Оваа книга, јас пред некој време согледав во едно сосема ново светло. Не дека имам некакво посебно, па сега јас откровение или знање што тие детали значат, туку сакам да ви укажам на едно нешто. Книгата Откровение зборува за еден факт, дека нештата во светот се лоши и за жал ќе стануваат уште полоши. Дека најдоброто доаѓа после тоа, ама дека среде таквите кризи, кои што ги искусуваме, и не само сега, човештвото ги искусувало низ минатото, но сега имаме чувство дека тие се забрзуваат на некој начин, дека се се поприсутни, дека среде такви кризи ние ќе мора да имаме здрав темел, што вика Христос во проповедта на гората, да имаме здрав темел, здрави животи, здрава структура и само дисциплина, за да можеме да испловиме, за да можеме да одиме натаму и за да можеме да стигнеме до таа вечност, до тој прекрасен вечен живот кој што Бог го има ветено и овозможено преку смртта на Исус Христос и воскресението за секој еден од нас. Значи, поентата на откровението, знаете што е? Поентата на откровението не е поентата на оние телеевангелисти кои што викаат ти само веруј, секој ти биде добро во животот, ти само што вика Депеш Мод, reach out and touch fate, touch the screen и такви некои приказки. Не е ветување дека ти дојди во црква, имаш финансиски проблеми, ние ќе ти ги решиме, дојди во црква, не знам, ако имаш некаква здравствен проблем, ние гарантираме дека ќе ти биде среден, дека ќе бидеш исцелен негде од прилика 3 до 6 месеци. Тоа се нешта кои што се случуваат, ама за таквите нешта нема гаранција, туку Бог ги дава според својата милост. Она што е значено е тоа што откровението, книгата Откровение е повик ние, јас и ти, да живееме живот победоносен, верен и да стигнеме во вечноста со Бога наспроти сите предизвици кои што јас и ти ќе ги имаме во нашите животи. Значи, не е откровение, не ни кажува наратива на неков позитивно, ајде да бидеме позитивни, ајде да имаме поише позитивна енергија, него ни вика, работите се лоши, ќе станат полоши, најдоброто доаѓа после тоа, ама среде тоа лошо и полошо, ние сме повикани на подвиг. Ние сме повикани на подвиг и еден од клучните подвизи денес е јас и ти да бидеме будни и да согледаме, да вградуваме, да му дозволиме на Бога најповеќе од се, да вградува во нас навики, кои што нас ќе ни дадат долгорочно духовно, емоционално, физичко здравје и навики кои што нас ќе ни обезбедат најдобра можност, најдобра, како да кажам, шанса јас и вие да поминеме низ кризни периоди и да одиме напред. И Откровение 2 глава Бог се обраќа на една од црквите спомнати, ова е црквата во Ефес, град кој што се наоѓа во Мала Азија, во денесна Турција, и вели вака: на оној што победува ќе му дадам да јаде од дрвото на животот што е среде Божиот рај. И ова е една прекрасна метафора, дека ние сме повикани да победуваме, ама не да победуваме во смисол дека сите наши лоши околности во животот ќе се променат и нема да постојат, туку јас и ти сме повикани да победуваме наспроти околностите во кои што ние се наоѓаме. И јас ве повикувам, заедно во следниве неколку недели, да обрнеме внимание на ова, да се фокусираме на нашите навики, да се фокусираме на нашата пракса, од која што зависи, како што кажав, духовната, емоционалната, физичката благосостојба. И да бидеме луѓе отпорни, да бидеме луѓе на подвиг, да бидеме луѓе кои што ќе можат да кажат не и кои што ќе можат да имаат една вистинска самоконтрола и со самото тоа контрола на животот и преку тоа да дадеме еден реален придонес и на лично, на семено, на било кој ниво, на било кој контекст во кој што ние се наоѓаме. И Бог не оставил без патокази. Библијата е преполна со примери на луѓе кои што среде лоши околности, заради нивните навики, заради нивните ставови, можеле да исчекорат напред. Ќе ја консултираме Библијата, ќе ја консултираме христијанската традиција и ќе влеземе во еден процес. Мојот повик до вас е токму тоа, да влеземе во еден процес на менување, на трансформација. Затоа што Бог ја дава и денес.
како што даваше во свое време, кога Христос беше тука, помеѓу нас, така и денес. И оно што беше можно за првата црква и за апостолите е можно и е на дофат за мене и за тебе. И навиките, оно што ние го правиме со таква зачестеност, се клучни. Овој период на пост, нека биде период на уште поголемо наше смирување. И нека биде контекст во кој што, без разлика дали постиш или не постиш, значи не е тоа услов, да направиме чекор. Да направиме чекор и да направиме одлуки кои што за нас ќе значат добар живот овде на земјата. Подвиг и отпорност наспроти огромните предизвици со кои што ние се соочуваме. И вечен живот, ветен од Бога, за мене и за тебе.